Од 1 јули, земјоделците ќе ги добијат парите за зелената нафта на нивните картички, објави денеска откочени министерот за земјоделство Трајан Димковски. Но што се оние кои за прв пат аплицираат за оваа погодност? Те оние земјоделци кои што не се во можност, кои што ги имат изгубено или имат потребна од обнова, или па кои за прв пат ова година ќе користат зелена нафта, тие веќе во подрачните единици ќе може да си ги подигнат и решенијата и новите картички. Така да подготовката значи е направена целосна. Почетокот, идејата ни е зашто почетокот на јули, бидејќи токму кога ќе почне и она движење, за да не се создаваат оние двојни движења према подрачните единици, имајќи на ум, пак ќе кажам, состојбата со пандемијата. Сушниот период е рак рана за земјоделците. Како решение за нивниот проблем, градоначалникот на Кочани Николчо Илиев предлага: водата ќе се држи постојано на едно ниво кое што нема да ги подвадува, нема да ги загрозува земјоделските површини, и тоа ќе возможи едно добро планирање на земјоделците и културите, и секако една добра шанса да со едно добро планирано производство да имаат и добри резултати. По денешната работна средба на министерот со менаџментот на граѓанското здружение Бело Злато, првиот човек на здружението Јордан Манасиев со оптимистичка вест до оризопроизводителите. Сакам да денес да и кажам на земјоделците, на оние што беа преостанали таму со неисплатени субвенции за оризова предаја на арпа, дека денес е исплатено и последните на сите земјоделци последните исплати. Стартот на работите на така наречениот проточен тунел го составува мозаикот на идната акумулација речани. Вештачкото езеро ќе го формираат водите од Оризарска река. Капиталниот проект, тежок 30 милиони евра, е добре дојден за наводнување на илјадници хектари плодна почва во Кочанско. Тоа е бришење на еден од горливите проблеми со навремено обезбедување на вода за посевите, особено во летниот период.